Почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, денес на предлог на Министерството за економија дискутираме и дебатираме по предлог законот за трговските друштва, односно усогласување со Законот за прекршоци и казнената политика. Во самото образложение од Министерството кажана е целта на предлог на законот, дека е истата заради подобрување на деловната клима во Република Македонија и дека со ова законско изменување значително ќе се намали висината на глобите. Сега тука се поставува прашањето за која висина на глоби разговараме. За она висина која што вие, како владеачка партија, со вашето доаѓање, драстично ја зголемивте. Енормно ја зголемивте. Не човечки, не хумано. Толку го напумпавте балонот. Балонот едноставно ќе експлодира. И сега јасно ви е, не може повеќе да се зголемуваат, затоа што нема повеќе каде, доаѓаат избори и едноставно со манипулација, преку вакви законски решенија и усогласување со Законот за прекршоци, сакате со некое минимално намалување да кажете дека со тоа сте поголеми патриоти и повеќе ги сакате граѓаните на Република Македонија. А граѓаните знаат зошто и како вие како власт ги користите глобите и казните, односно казнената политика. Во нормални услови треба да го полните буџетот и онака празен заради непродуктивните трошоци за кои секој дневно говориме и ние овде пратениците, а говорат и граѓаните. А за време или пред избори и за време на избори казните и глобите ги користите единствено само за заплашување на приватниот сектор и на вработените кои што се во овој сектор. Да не бидеме погрешно сватени, казнена политика треба да има. Меѓутоа со мера, што би рекол народот, со усул. И ние сме за казните да се намалат. И сме биле во минатото. Јас ќе ве подсетам дека во 2012 година, во февруари месец, тогашната пратеничка група на СДСМ заедно со опозицијата поднесе предлог со само 4 членови за намалување на казните. За 50% намалување на казните, истите оние казни кои вие неколкократно ги зголемивте во претходниот период. И тоа едногласно од страна на владеачкото мнозинство беше одбиено. И кога кажувате дека СДСМ нема програма и нема програмски решенија, еве ќе ве подсетам. Програма промени за нов почеток. Во оваа програма ќе ве подсетам дека ние како политичка партија предложивме исто така да се намалат казните. Еве дел од програмата за казнената политика. И кажуваме дека како идна власт, СДСМ заедно со коалицијата ќе ги намали најмалку за 50% казните. Ќе се воведи прво едукација по опомена. Опомената да биде како инструмент само за усогласување на недостатоците кои што се утврдени во работењето на одреден субјект, а не веднашно казна. Казна да има, меѓутоа прво да биде опомена па казна. Казна, блага казна, со која што ќе му се возмежи на субјектот да ги намали или да ги скроз отстрани недостатоците. Ке ве подсетам и што кажуваат бизнисмените. Ова е истражување на новинари. Тука бизнисмен кажува дека се жали на високите казни, кои што, како што вели, доаѓаат буквално од сите инспекции, а зависат главно од дејноста. Не само што казните се навистина високи и по неколку илјади евра, туку инспекторите воопшто не се толерантни. Тука е, почитувани пратеници, толеранцијата. Значи, најпрво треба да имаме опомена, да се едуцираат собствениците на трговските друштва или трговците поединци, да им се насочи каде грешат. А верувајте, многу грешат. А знаете зошто грешат?
заради ваквите чести законски измени, секојдневни измени на законите, секојдневни измени на упатствата, на се она што треба да го има еден деловен субјект. Ке ве подсетам, како се казнува еден стопански субјект? Заради тоа што продавачката имала 100 денари во джебот, 100 денари за кифла, за леп да купи за дома, следува казна од 3500 евра и казна за затворање на дуќанот од 30 дена. Да ве подсетам дека за една налепница, било каква налепница што можеби не ја имал собственикот, или не успел да ја набави, или паднала случајно, 2500 евра. Па кажете му прво, поменете го дека таква налепница треба тука и тука да стои. Утре ќе дојдам за 7 дена, за 10 дена. Ако ја нема налепницата, ставете казна. Меѓутоа, дали за налепница треба се стави казна од 3500 евра? Кажете ми некој од вас овде, која ќе дојде на реплика, да ми одговори на овие прашања, а не да ми шири овде популизам. Кажете ми дали за категоризација на гостителски објект, ако го нема документот, треба да се плати казна од 1800 евра. А знаете зошто го нема? Апсурдно. Се уште комисијата не е формирана која издава вакви уверенија. Тоа треба да го знае почитуваниот заменик министер. Сакам да ми одговорите како се фалите вие со проектот самовработување на кој се доделуваат 3000 евра грантови неповратни. Првата казна, најмалата казна која доаѓа првата инспекција е исто толку, 3000 евра. Што ќе прави тој самовработениот, кога веднаш истите пари треба да ја врати по друг пат, повторно во буџетот на Република Македонија? Да ве подсетам, зошто не сте искрени во намерата кога велите дека со ова законско решение сакаме да им помогнеме на граѓаните. Не сте искрени во еден факт. Ставките во буџетот за казни, глоби и такси за 2014 година 2 милиарди 354 милиони. За 2015 ова година со ребалансот за буџетот предвидени 2 милиарди 250, со ребалансот зголемени за 110 милиони евра, денари. 110 милиони денари сте ги зголемиле сега со ребалансот. Значи ги зголемувате казните. И кога не сте искрени, сакам да ве подсетам. Еве го предлог буџетот за 2016 година. Нема намалување на ставката глоби, такси и казни. Нема. Напротив, имаме зголемување за 102,7 милиони денари. Ке ми кажете, еве тука и почитуваниот заменик министер, дали е ова усогласено со Министерството за финанси? И кога кажувате за казните, ве молам да кажувате генерално за казните кои што се плаќаат во државата, а не само 1,5% кои што се плаќаат во Министерството за економија. Казнената во политика во Република Македонија е сурова. Ве уверувам дека она што го слушавме и на објавените документи од вистината за Македонија, пиштење, вриштење, затворање, парче правење на дуќаните, тоа е секојдневие. И тоа го кажуваат граѓаните на Република Македонија. И ова кога ние го кажуваме, дека прво што треба казните да ги намалиме во делот, не на повисоката граница. Дајте, ако сме честни, искрени, ќе ги намалиме, ќе намалиме повисоката ставка, а ќе оставиме пониската. И зошто ова го кажуваме? Има уште еден аргумент. Во членот 599 велите дека треба да се избриши границата 1500 до, а да се остави повисоката граница. Ние предлагаме и претходните дискутанти, дајте да избришиме горната граница, да остане долната граница. Меѓутоа, кога се работи за пари, ја оставате високата граница. Во следниот член 599А, каде што се работи за временска рамка за години, тука сте искрени. Тука ја намалувате високата граница и оставате ниската граница. Зошто? Затоа што тука нема пари, а кај што се парите, сакате да остане повисоката заради повеќе пари приход во буџетот на Република Македонија. Ви благодарам.